стартала 13 часот. Добар ден во новото издание на емисијата за македонските работи. Продолжува серијалот така наречени бомби на Зоран Заев и СРСМ. Недалава го напуштија партиското седиште и во обид да анимираат што поголем број граѓани, организираа собир во универзалната сала. Ефектот од новата стратегија очигледно не ги дава посокуваните резултати, бидејќи во универзалната се случи партиски собир, а нема ниту дополнителен квантум граѓани кои по настанот во понеделникот веруваат во аудиоматеријалите на Заев за некаков изборен грабеж. Уште еднаш добар ден за доктор Јордан Пачков, поранешен пратеник во Собранието. Добар ден, Лазар. Добар ден и пријатно неделно попладне им посакувам на слушателите на вашата бранова должина, се со цел да го задржиме нивното внимание и покрај тоа што мислам дека се презаситени од оваа проблематика која што ќе биде лај мотив на денешното наше дебатирање. Јас сум, не знам за вас. Така, па не само јас и вие, туку едноставно ако се мери според она заинтересираност, обраќање, посета на сајтовите, на социјалните мрежи, потоа директни јавување, така натаму, мислам дека премногу и неоправдано ја фокусиравме, не ние, тие што тоа го сака да го направат, ја фокусира македонската јавност се со цел што она, знаете, народната таму кај што има дим или чур, таму ќе има и оган. Огнот не се појави, всушност очекува нашите граѓани да слушнат нешто побомбастично, нешто што навистина ќе ги загрижи, но во овој случај мислам дека станува збор за еден чист политички блеф, една многу предвремена предизборна кампања на која што на Заев сигурно нема да му донесе такви очекувани политички поени. Мислам дека ви е добра оваа констатација затоа што и на пресконференција на Жирновски во хотелот Best Western, колку што видов на интернет, ја следа некаде едва 400-500 луѓе. Говорам во правец на што го рековте, дека спласнува интересот на луѓето за таа бомба. Како познавач на политичките збиднувања во Република Македонија, по повеќе причини, меѓу кои што се разбери професионалната и лично како граѓанин, едноставно како интелектуалец кој што е засегнат со ова што и се случува на Република Македонија и индиректно и на граѓаните меѓу кои сум и јас и моето семејство, ме тера да напомисла да зборувам дека полека оно копчето кое што се одмотува е веќе предвидливо. Ако во почетокот пресконференциите се одржува во просториите на СДСМ, во штабот на СДСМ, Заев планирал дека ефектот ќе се постигне доколку се привлечеш што поголем број на партиципенти на неговите излагања. Но всушност се покажа спротивното. Вие излекувате од своите простории на СДСМ од штабот. Одите во една универзална сала која што собират неколку илјади, околу 2 до 3.000 нека биде гледачи или слушатели како сакате и таму, но всушност тоа квалитативно никако не се одради. Од која причина? Затоа што јас сум свидетел, пошто живеам блиску до спортската сала, паркингот на спортската сала е место поаѓалиште кои ќе се организираат некои партиски митинзи и така натаму. Маса автобуси кои што кумановчени ги одведуваат да присуствуваат на 7-та или 8-та бомба на Заев во универзалната сала. Ако биле 8 автобуси од Куманово, 5 нека биле по другите места и така натаму, не му требаше на Заев тоа да го прави во универзалната сала. Неговите истомисленици, членови, симпатизери и така натаму ќе дојдеа на многу други поинвентивни начини да го почувствува ефектот на тие бомби. Дали ова е почеток на крајот, ќе покаже времето, а според она што пред неколку дена, пред 2 дена, 3 го кажа Жирновски на својата пресконференција, всушност тврли некоја така наречена 9-та бомба, беше реприза на една од претходните, 7 или 8. Тој само ги повторуваше сите она констатации кои што Заев ги беше претходно најавил. На таков начин, вие можете да држите јавноста во Република Македонија еден извесен период. Доколку немате действие, доколку немате сиже кое што понатаму на крајот треба да резултира со
со погодок, вие тогаш ја губите концентрацијата, го губите вниманието, што тоа го покажуваат и многу ако земеме во обзир, еве, не е тоа некој репер на социјалните мрежи, доколку една од тие бомби фрлени на Заев ја следа, да кажеме, голема маса на луѓе. Сега гледам после Жерновски толку спласна вниманието, желбата за некоја Борет, за настан во универзалната сала имаше голем интерес, затоа што луѓето веројатно очекуваа премногу. Да, али вие очекувате од деветата бомба уште поголем ефект. ефект. Ова што се случи сега со Жерновски, со ретка, после многу слаба посетеност на лайв стримот на интернет, покажува дека очекувањата од настанот во универзална сала не даваат резултат. Рапидно е намален интересот. И на крајот на краиштата, зошто се тргна Заев? Зошто го остави Жерновски да фрла бомби? Каде е неговото финале? Извинете што ја прекинам, се зборува за масовен изборен грабеж, а цело време фокусот е на една општина, и тоа е општина Центар, каде што ВМРО ДПМН чисто изгуби. Никој не спомнува, па добро, ајде да видиме како изгубивме во Битола, како изгубивме во Прилеп, како изгубивме во Штип и други некои поголеми градски центри. Еве, земете Куманово, како изгубивме во Куманово. Баш ме интересира, пошто најави турнеја низ Македонија, целта му очигледно беше тоа, да ја држи јавноста се уште колку е можно повеќе и повеќе да го пролонгира овој хаос кој што го направи во Република Македонија, кој што сепак на крајот на кришата нема да роди со некој плод кој што тој го очекува, со така наречена преодна влада или оставки на министри, на Груевски, Сашо Мијалков, па и на новинарите, не знам Латас каква оставка треба се даде, дали да го напушти Сител или некоја своја матична куќа. Не знам како тоа го мисли, но земете го Куманово. Куманово на изборите, ако ги земеме локалните 2013 година, тие глатко за прв пат во историјата, велам за прв пат во плуралистичката политичка историја на градот, значи 20 на 23 години, ние немавме влезено во првиот круг, во вториот круг, што значи глатко губивме од ЦДСМ, кога беше на сцена, кога тоа се рефлектираше и на политиките кои што ги водеше Бранко Цренковски во Република Македонија. Сега овој пат со убедливи 1400 гласови, за во вториот круг да изгубиме со 1700 гласови. Тука се некаде повеќе од 3000 гласови. Од каде на СДСМ? Од каде му дојде? Од кампањата која што ја води на честен начин. Малче не се помирија со судбината, имаме ист градоначалник веќе трет мандат, си живееме својата мака и како ќе биде понатаму, времето ќе покаже. Поранешен пратеник сте, значи сте учествували во изборна кампања, знаете што е изборна кампања, познати ви се сите оние теренски изборни активности. Ве прашувам, можно ли е покрај толку контролори, пред се партиски, да ви се пропнат 100 луѓе на некој избирачко место и да гласаат во туѓе име? Ајде јас и да кажам, не треба, односно поготово симпатизерите на СДСМ не би ме верувале, затоа што еве јас сум обоен и ќе зборувам од позиција или од аспект на својата сопствена партија. Ама пратиме медиуми, така ли е? Нивниот опозиционен медиум, тоа е телевизија Телма, имаше една дебатна емисија во која што учествуваше и бившиот генерален секретар на СДСМ, колегата Петров, кој што е по вокација лекар, се разбира, интелигентен човек, дошол до таа позиција сигурно не преку ноќи, не преку незаслужено и така натаму и така натаму. Тој самиот кажува како кога имате избори, вие имате предизборна кампања. И во таа предизборна кампања, во рамките на собствените редови, најсериозно се ангажирате за да добиете ефект. Правите разни анализи, го обновувате членството, ги посетувате своите активисти, ги подсетувате на нивните обврски, затоа што се гласа зборувам за нашето членство, не зборувам за неутралните и оние кои што се немат изјаснено за било која политичка опција. Значи, сериозна партија прави сериозна подготовка. И на крајот на краиштата го работиме и финалниот дел. Како ќе биде? Немој да ни се повтори некој бугарски воз. Сака да ја кажа дека дури и членството кој што ВМРО-ското кој што е посебно дисциплинирано, понекогаш знае да не излезе на избори. Никој не може да го присили. Едноставно, од разни причини луѓето не излегуваат и така ние ја следиме таа проблематика, односно таа работа, се обидуваме да ги анимираме преку телефон, али без никакви закани, ако се наши членови.
Никој нема да изгуби работа, ако мислите на тоа или на некои уцени други. Не зборувам за членството, затоа што врз неутралните никој не може. Влие освен на крајот на краиштата, како на самото избирачко место имаме сите своји представници на партиите. И тука се бираат луѓе кои што се сериозни, кои што ја знаат тоа проблематика, не им е тоа прв пат, не е тоа прво крштевање, не ми се тоа први избори, искусни луѓе и кои што будно ја следат целата состојба скоро 12 часа, од 7 савале до 7 навечер, кога се затворат гласачките места. И ќе ве молам, тоа го потврди, тоа го рече и Петров во емисијата. Значи, просто е неможно, ќе ви се протне 1, 2, 3 кои што едноставно немате размислување во дадениот момент, не ги познавате луѓето, мада сите се знаеме, Куманово или било кој друг град, после толку изборни циклуси, сите веќе знаеме кој каде гласа, на кое гласачко место и која политичка опција брани. И како ќе можат да им се пролекат не 100, не 500, него 200.000 гласачи? Ќе ве молам, тоа е абсурд и немојте да ја понижувате македонската интелигенција, и интелигенцијата на македонскиот граѓанин, на македонскиот интелектуалец, на сите оние кои што учествуваат во тие избори. Тие си го кажуваат своето собствено мислење, гласаат за политичка партија која што ќе вети и има своја програма и политичка платформа, од која што гледаат бенефит. 4 години таа партија да оствари од сите тие, дали се 1000, 2000, не знам колку проекти понудени, да ги оствари. Тоа е суштината. Ние се уште учиме демократија, а не забораваме дека многу сме понапред од некои други размислувања кои што гледате што се случува на изборите во земјите во обкружување и така натаму. Го спомнавте Андреј Петров, веројатно е непријатно кога обидот да креирате сопствена вистина ќе ви го соголи никој друг, туку ваш поранешен генерален секретар на партијата. Значи не зборуваме за случаен човек, туку човек кој што знае како одат изборните процеси, кој што призна дека, например, за локалните избори 2013 година СДСМ воопшто и не бил подготвен да оди на избори и оттаму вели никој не треба се чуди зашто освоивме 4 градоначалнички места. Тие не беа подготвени за избори 2013, а не се подготвени ни сега, доколку, под знак прашање, реков, се смилува, под наводници, премиерот Груевски да им даде некои нови избори со некоја си техничка или како сега што ја нарекуваат преодна влада и така натаму. Ја мислам дека тоа е сосема абсурд. Нивната подготвеност за избори ќе почувствува тогаш кога ќе имаат своја собствена програма, која што таа програма ќе прво ќе го запозна своето членство, кога ќе направат реформи во самата партија, кога ќе се приближат до гласачите у кои што ги сметаат, нели, гласачите, ајде да искористам една мисла, значи граѓаните се во право и кога грешат. Значи, оној момент кога ќе го почувствувате пулсот на народот, вие можете да сами изрежирате дали да направите ворени парламентарни избори или било какви избори. Да, парламентарни, пошто локалните се на гарантирани 4 години, или пак ќе чекате да дојде моментот и да се подготвувате уште повеќе кога ќе дојдат редовните избори. Тоа е тука поентата. Тука компасот го изгуби СДСМ. СДСМ сака без ништо, сака со уцени, со местенки, со вокабулар недостоен и неприфатлив за оваа средина и во овие услови да дојде на власт. А тоа го нема ни во банани држави. А ние ако се сметаме за таква држава или едноставно ако некој се обидува да не понижи, ние веќе зад нас имаме 20 години политичко искуство. Можеби за нас плурализмот 91-та, 92-та, 3-та беше непознаница, но ние веќе научивме што е политика. Многу повеќе затоа што Груевски и владата на ВМРО ДПМН го подигнаа нивото. И сега тоа представува репер како да се доближиш на оваа влада, а уште треба да се надминеш не самиот себе си, да надминеш и состојбата и со ресурсите со кои што располагаш, за да дојдеш до победа која што ќе ти донесе тие желботеки од премиерски места, министерски, распределбата на власта, како оди тоа. Докторе, ќе продолжиме се разговорот. Мала пауза за реклами, веројатно. Реклами.
Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Комбинацијата од 100% говецко месо. Сега може да го доживеете Гудис искуството во нашиот прв Гудис ресторан во Вероцентарот. Радио Слободна Македонија. Почитувани, повторно сте со емисијата за македонските работи, заедно со мене Лазар Темилков е доктор Јордан Пачков, поранешен пратеник во собранието. Зборуваме за серијалот така наречени бомби на Зоран Заев и СДСМ, очекуваните, а непостигнати ефекти од таа активност. Да се вратиме на наставно во универзална сала. Како оценувате говорот на Зоран Заев на крајот на собирот во понеделникот? Барање за оставки, барање за техничка влада, констатации дека некој е политички готов. Што е тоа што само Заев го гледа или го толкува како собствена победа, за да може да излезе со вакви барања, или како што рече неодамна пред неколку дена премиерот Груевски, само Заев гледа планина, Заев и неколку мина околу него гледаат планина тама каде што ја нема. Така. Мислите, Значи барање за оставки, барање за техничка влада. Каде која тој што гледа даде дека е во при предност посета на после републичкиот катастар, така беше. Да. Да, рече он гледа, ние се наоѓаме во пустина, а тој гледа планини така натаму. Тоа е со еден збор кажано фата моргана. Нека биде политичка фата моргана на Заев, фата моргана на СДСМ. Овие зборови што Заев ги повтори како завршница, нели, на митингот, така можам да го кажам, партиски митинг во универзалната сала, се всушност повторување или зборови на уцена кои што имавме можност да ги видиме преку YouTube или некои други мрежи, да ги видиме кога беше објавена снимката во кабинетот на господинот Груевски. Целта, значи, сега се гледа. За да прв пат кога беше таа снимка пуштена, тој веднаш побрза да каже, он зборува за техничка влада, ама техничка влада која што 6 месеци пред изборите ќе ги организирала таа така натаму. А сега не, сега бара веднаш оставка. И замислите од кого? Од Никола Груевски, премиер актуелен на државата, кој што победи со преку 200.000 гласови на легитимни демократски избори. Потоа бара оставка од Јанкуловска, министерката за внатрешни работи, министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Гледате на кои ресори се интересно, министерот за правда никаде го нема. Точно. Не, он бара и од Зврлевски оставка, и од овие и така натаму, али од министерот не. Добро сте забележили тоа. Потоа и вас новинарите не ве остава, влата се сепак еден од во Сдруженијето на македонски новинари у претседателството, подпредседател, секретар и така натаму. Значи и негова оставка бара. Потоа се бара оставка уште од некои водечки лица, од Сашо Мијалков, управата за безбедност и контраразузнување, и така натаму личности и Зоран Старевски, да не заборавам, кој што е министер, знаеме, за финансии и така натаму. Замислите каде се Клучните позиции во секоја влада се тоа. Тоа се клучни позиции, ама тоа се и добитни позиции на ВМРО, ДПМН и на владата на Република Македонија. Вие знаете што направивме. Ако народот вели, ако козата лаже, рогот не лаже. Зошто? Затоа што Меѓународниот монетарен фонд пред известно време, нема ни месец дена и така натаму, ги најави успесите на владата на Република Македонија. Скоро, најскоро, пред неколку дена, колку беше? Или не се сеќавам точно на точно. Недела беше, да. Оваа недела. Извештајот на ММФ во ММФ се слага со тоа дека намален е процентот на невработеност во Република Македонија. Има повеќе вработување. А чекај, како можеме ние да го брадаме странскиот фактор да дојде да ни ги решава проблемите политички или политичкиот диалог во Републиката и не знам што се не да прави,
А сега не му веруваме на тој странски фактор, компетентен, кој што дава изјави кои идат во прилог на ВМРО ДПМН и на владата на Република Македонија. Па добро, ако не им веруваме, ако некој не им верува нив, може Ама да не. му поверува на домашниот завод за статистика кој објави дека е невработеноста намалена за уште 0,3%. Пред 2-3 дена, мислам дека Точно, излезе, во пред 2-3 четвртокот беше. Во четвртокот беше излезе надпис, баш го приметив на електронските медиуми, каде што стапката на невработеност е намалена од 27,9 на 27,6 или 5, така нешто што ти знам. Огромен напредок. Зошто? Затоа што тоа е бројка која што ги посочува заложбите на владата на Република Македонија за смалување на невработеноста во еден квартал. Имаме уште 3 квартали. Јас верувам, почнав да верувам, оној момент кога ја намаливме стапката на невработеност, односно владата ја намали стапката на невработеност од 38 на 27,9%, сватив дека точно е, историски, му верувам и на Зоран Ставрески дека стапката на невработеност ќе биде намалена на оние идеални, ако можеме така да кажеме, 25 или 20% во Република Македонија. Што ќе биде огромен резултат. Во вакви констелации, во вакви избиднувања, вие знаете дека Македонија не беше поштедена ни од светската економска криза, ни од европската должничка криза. Македонија ја најдоа повеќе, да не кажам, ветрометини кои што на крајот на краиштата се поминува онака како што, значи, бродот по кој што мори, по кој што оди курсот на владата на Република Македонија не застранува во овие бурни времиња. Времиња во кои што сега доаѓа до израз вистинската поента која што ја еднаш ја кажав и за тоа добив огромни критики, а тоа ќе ја повторам и нека повторно ме критикуваат. Дали на вистина, некаде, јас сум лекар, генетски имаме синдром на самоуништување. Дали тој синдром на самоуништување започна веќе да се случува во Република Македонија? Овие небитија, ова што се случува со Република Македонија, со низината политичка развртска, која што чекувам што побрзо да има свој крај, се разбира. Дали, прашувам, нема да остави погубителни моменти кои што ќе се одрасат пред се за она што зборуваме во неколку претходни емисии, а тоа е економијата на државата. Економијата која што е двигател на развојот на едно модерно демократско општество. Зошто? Затоа што направената со мака бизнис клима која што владее, која што е почитуване, која што е обелодената на повеќе нивоа, во повеќе компетентни светски меѓународни институции, министерства и влади на други држави, ние тоа можеме да го изгубиме преку ноќ. Затоа што секоја компанија која што, познавајќи добрата направена бизнис клима во Република Македонија, сака да инвестира, сега ќе се подразмисли, затоа што, знаете, кога дома не си го решите проблемот сами меѓу себе, никој не сака да се пушта во тоа и да инвестира таму каде што може да изгуби капитал, пари. Тоа е Запад. И замислите, најавувани 25 до 30 нови гиганти кои што ќе отвараат фабрики. Со отварање на фабриките се отвараат нови работни места. Со отварање на нови работни места се зголемува стандардот на живењето во Република Македонија. Сето тоа да биде преку ноќ уништено. Зошто? Затоа што некој, ќе кажам, фрустриран, не сакам да вреđам, иако зборувам со многу емоции, некој кој што не може на некој си друг начин политички да доближи до водечките политички функции во Република Македонија, сака да си оствари својата желба. На избори повелете, докажете се, народот ќе ве намести. Таа е функција која што не се купува со пари. Народот решава кој ќе го води во следните 4 години. Мислам дека стопанствениците во Македонија одлично ја разбираат ситуацијата. Во четвртокот гостин во Радио Слободна Македонија беше претседателот на собранието на Стопанската комора на Македонија, Антони Пешев, значи Стопанската комора. Еден од бившите министри своевремено. Бивши министри, значи познато дека нити Стопанската комора е нешто особено блиска до ВМРО ДПМН, ниту пак Антони Пешев е немат причина во тој правец, меѓутоа да неговата забелешка беше дека да не дозволиме овие позитивни економски случувања во Македонија да станат жртва на
политичката криза, условно речено. Бизнисот знае што се случува. Во бизнисот нема политика. Мада, искрено да ви кажам, ја малку сум, кога не сум ја економист по вокација, за да можам така трезвено, односно така аналитички да дискутирам. Но ќе кажам нешто што можеби нема да се сложат економистите, бизнисмените, стопанствениците и така натаму. Ниту економијата може без политика, ниту пак политиката без економија. Значи, една политичка партија, како што е ВМРО ДПМН, која што се освисти и го најде, значи, ја најде добитната комбинација, а тоа е да се подигне на едно повисоко ниво економијата во Република Македонија, мора да соработува и со бизнис заедницата. Бизнис заедницата ја интересираат поволностите што ги дава секоја влада. Знаете, ние сме имали многу влади во плурализмот. Многу влади сме имали. Ја би го прашал Пешев или било кој од собствениците. Со кој од тие премиери на влада или со која влада имале најдобра соработка? Реципроцитет. Значи, едни на другите си помагаат. Вие сте имали такви, да не кажам, премиери, јас се сеќам во тоа време, кој што уопште не обраќа внимание на економијата и на бизнес заедницата. Не знам како ги нарекува и така натаму, затоа што тука мислеа дека ќе трошат многу пари, тоа нема да им се врати, ќе богатат ќе внесуваат пари во туѓ капитал, ќе внесуваат во туѓи банки и така натаму. Сосема апсурд. Напротив, ако вие ги намалите даноците, како што го направи тоа владата на Република Македонија, ако вие го воведете рамниот данок, ако вие ја уништите или ја намалите на најмал степен бирократската политика која што се води при регистрација на предпријатија, компании, така натаму и така натаму. Ако преку вашите 30 и колку ги имаме промотори низ светот, кажете дека таа бизнис клима е таква, што некој мора да ве чуе вас, мора да му отидете. Затоа беа неизмислени, току реализирани тие многу рочова од кои што се изродија и толку фабрики кои што дојдоа да се градат во Република Македонија. Вие фактички сте направиле подлога или репер кој што сушност ќе представува основа за маркетингот кој што вие ќе настапувате. Со дигната глава дека така е во Македонија. Не ви веруваат, ама ќе испратат мисија, ќе додат во Република Македонија, ќе ве да. Македонија не само во Скопје Бунарџик, туку има во Жабени, во Битола, потоа има во Прилеп, потоа има во Ранковци, потоа има во Виница, во Кочани, техничко-индустријски развојни зони, кои што се опремени и кои што само чекаат да се стават темелите на нивната фабрика или на нивната компанија. Тоа е политиката која што треба да ја водиме и на која што не смееме да ми вртиме грб. Многу е тешко, ако сето ова пропадне, да се почне од почеток. Докторе, ќе направиме уште една пауза и се враќаме назад во студија. Бесплатно емитување. Баги комуникации ви најавува Fire and Ice. Концерт на Владко Стефановски и виртуозот на дувачки инструменти Васко Атанасовски, заедно со камерниот гудачки оркестар на Словенечката филхармонија. Скопје, 21 март, Универзална сала, 20:30 часот. Генерален спонзор на овој настан е НЛБ Тутунска банка. Не пропуштајте да бидете дел од овој спектакуларен настан. Владко Стефановски. Fire and Ice. Бесплатно емитување. Македонска филхармонија. Вечер на романтични арии за бас со солистот Игор Дурловски. Под диригентската палка на Јануш Пшибилски, Дурловски ќе донесе на сцената ретко изведувани арии од Вагнер и Штраус, а оркестарот пак ќе се представи со премиерни изведби на композиции од Пендерецки и Вајнберг. Вечер на ретка вокална интерпретација и единствени оркестарски произведби на дела. 19 март, Дом на АРМ, 20 часот. Македонска филхармонија. Без зборови. Радио Слободна Македонија. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Недела, 13 часот. Продолжуваме со емисијата за македонските работи. Докторе Пачков, пред малку го начнавте моментот на уцена. Дали сега
Заев, кога јавно на трибината во Универзална сала го испорача барањето за техничка влада, а истото, до што можевме да го видиме го барал и од премиерот Груевски, станува можеби јасно дека навистина се работи за уцена, а преку тоа крајна цел е да се дојде до власт, повторно, без програма, без понуда, без визија за Македонија, оние постојани обвинувања кои што ВМРО ДПМН ги упатува на СДСМ, без разлика кој таму е лидер, дали е Црвенковски, дали е некој друг. Вака, значи, тие уцени прво се потврдија дека навистина биле како такви, не само слушајќи го она што ќе ни се прикаже преку аудио, видео снимка и така натаму, него туку едноставно според последната реченица. Значи, за 3 дена, сакал не сакал, ќе го напуштиш председателското место или премиерското место во владата на Република Македонија. Тоа многу зборува. Тоа е, како што реков, лајт мотивот на сите тие збиднувања. Тоа е нешто веќе видено во аферата Големо Уво, кој што беше 2001 година. Тоа е нешто видено, ако се сеќавате, на оние Надеж 1, Надеж 2, оние сценарија кои што за не знам колку илјади евра беа купени од стручњаци за такви разоружнувачки работи од Словенија. Оваа се говорите кои што Бранко Црвенковски на своите митинзи, претења ги покажуваше и ги кажуваше постојано. Исти зборови, малку испревртени и така натаму. Мислата и сижето на СДСМ е само тоа. Зошто? Тие беа 10 години на власт во некои времиња кога се уште под напливот на комунизмот или социјализмот во бившата југословенска заедница се уште локал патриотски плачевме за таа Југославија. Реалноста во која што сега живееме е сосема нешто друго. Знам дека многумина, поготово кумановчани, нема да се сложам со ова што го зборувам, али јас сум живел во тие два система и можам да направам паралела или компарација на истите тие два система за развојот на една индивидуа во едно општество. Сега до израз доваѓа индивидуата, личноста, интелектот на личностата. Брзата на интелектуалците се искачи на повисоко ниво. Зошто? Зашто самите потези, земете зашто СДСМ штрајкува, зашто протестира, кои социјални групи ги користи за тие нивни излегувања на демонстрација на улична демократија, стечајци, луѓе кои што социјални групи, вакви, онакви, ајде да не ги набројуваме така натаму, не сите. Ветувајќи им сигурно се и се што. Тоа е веќе сценарио видено. Нашиот човек е на повисоко равниште кога е во прашање политиката. Резултати бара. Тие резултати мора да ги почувствува. Ама за да ги почувствува треба да се појде од мртвот од самото место. Да се направи еден чекор, два, понатаму е полесно. Тоа веќе ВМРО го прави. Тука е болката, затоа што се свесни дека со таквиот начин на водење на политика, ајде сега да не користам цитати на еден албански лидер, дека СДСМ 50 години нека се навикнува да биде опозиција, не, али еден голем период ВМРО ќе победува. Затоа што не само што ветува, туку и остварува. А земете во нашата економија, претходно слушав, искрено да ви кажам, зашто се залага Европската Унија и компетентните институции и зашто ни прават најголеми забелешки. Затоа што и капиталните средства од буџетот не сме ги трошеле или малку сме ги трошеле за инфраструктура. Ајде ќе ве молам сега што правиме. Правиме 3 автопати. Реконструираме, не знам, со илјадници километри регионални и локални патишта. Железницата, коридорот 10, коридорот 8, кој фактички е раскрсница на Балканот, поврзување со Бугарија и од другата страна со Албанија, коридорот 8, и поврзување на Србија нагоре Европа, доле со Грција. Што тоа значи? Тука се уложени средства. Милиарда евра. Милиарда евра ние никогаш не сме дале за инфраструктура. Кои што милиарда евра ќе донесат 2-3 понатаму, од како ќе бидат завршени. Затоа што самата бизнес заедница, самата Сдружение на стопанските комори тоа го бара. Бараат поевтин и побрз транспорт, каде што цената на чинењето игра голема улога кога е во прашање транспортот.
И многу други работи. Градење на болници, отварање, опремување на тие болници со софистицирана апаратура, испраќање на едукација на наши стручњаци, доведување на странски стручњаци во Република Македонија. Да не зборувам што се уште не, а да не зборувам за социјалниот ефект кој што го прави покачување на пензии, ранливи категории и така натаму и така натаму. Видите, ние сме да наоѓаме во еден, како да кажам, убав метеж, ако може така да се каже, каде што средствата автоматски имаат, србите викаат обрт. А тоа е многу битно. Парата не е да се стави под перница, под душек и да се чува како што не учеа во социјализмот. Току парата треба да се врти. Тогаш Република Македонија ќе ја видиме и ќе ја препознаеме меѓу модерните општества и ќе може рака под рака да се носи со нив. Иако мислам дека многу сме напредувале во тој правец. Затоа, како што реков, сите тие уцени се фактички со една умисла. А тоа е, ако може да се дограби, да се додаде тоа врат, да се дојде на власт. И што понатаму? Понатаму ќе видите, ние ќе видите што ќе направиме така натаму. Тоа помина. Да, меѓутоа граѓаните веќе после толку изборни циклуси знаат да понатаму што е добра понуда и што е нешто што може да се реализира. Тие се кои што ќе решат кој ќе биде на власт и кому ќе му ја добра својата доверба на гласач на изборите. Јас повторно се вратам на случувањето во универзалната сала, затоа што мислам дека со последниот настан во универзална Заев се обиде да го привлече вниманието на повеќе категории граѓани, но сепак според оценката берем на поголемиот дел од јавноста, велат дека овој пат се преигра, особено во оној момент кога ги искористи, јас ти речем искористи, некој би рекол злоупотреби, децата без родители кои не по своја вина имале или се уште имаат мачен живот. Веројатно би било многу непријатно сега да си Заев, а да можеш да ги слушаш оние нивни жестоки одговори и барања да не ги овлекува во нивната игра. Тоа е посебна категорија на луѓе кои што премногу ја ценам и како лекар по вокација и кога сум работел и воопшто како граѓанин во општество. Најголемата Божја казна е да немаш родители. Да се развиваш и се пробиваш кроз животот сам, а никој да не ти помага. Родителот со еден родителски совет многу ќе ти значи. А вие тоа задоволство покај економското го немате. И вие сте, сака или не, должност на државата. Државата е таа која што треба да ве изведе на вистинскиот пат, али додека ве изведе да ви школува, да ве вработи, да ве направи човек, за да вие после и враќате на државата со својот труд. Што имаме во овој случај? Исмејување. Срамота. Тоа беше толку ниско. Толку се почувствува, како да ви кажам, едно ајде, човекот се трудам да не користам некои несоодветни изрази и така натаму, една мачнина на која што дел од присутните дури се смеја и така натаму и така натаму. Да, точно е. Никола Груевски, владата на ВМРО ДПМН е првата, со коалицијата, првата која што им пружи, и тоа се докажува, вработува. Последното беше некаде околу 30 вработувања на деца без родители. И дава стипендии за нивното школување. Им наоѓа, им гради станови. Што уште треба да се направи? Ќе направи уште. Барем такви се плановите и ја знам целата програма на памет што понатаму се предвидува до крајот на уште 3 години колку имаме владење на политичката сцена редовно и ќе биде редовно, нема да има воредни избори. Тоа е тоа. Дали еден премиер од владите на СДСМ тоа го правеше? Или во обид да беше тоа? Некои ветување имаше. Да не ги спомнувам имињата на тие премиери, и тоа е се. Тие се групи маргинализира, се стргаа на страна, па дури се и понижува. И Заев се поигра со судбината на оваа група луѓе. Имаше реакции. Имаше и на социјалните мрежи, имаше и по електронските медиуми. Можев да видам. И на вистина, не дај Боже некој да се сочувствува, да се најде на нивно место, за да може покрај сето тоа да го трпи и срамот кој што го наметнува Заев. Заев не може да добие политички поени. Напротив, тој ги оттргна сите тие групи и уште некои други показатели, сега не е тема за разговор, да кажам што се не се искористи
за да се само добијат некои бедни поени кои што мисли дека тие ќе му ја донесат победата на наследните избори. Не, реков и повторно ќе кажам. Народот наградува, но народот и казнува. Овој пат тој ќе биде повторно казнет, што очекувам не само таа група на луѓе кои што е спомнате, току едноставно од сите граѓани на Република Македонија. Се чини дека со секој чекор, со секој јавен настап, Заев некако и олеснува на ВМРО ДПМН во делот да го неутрализира на потенцијално опасно сценарио за дестабилизација на Македонија, па од владеачката партија го буквално го потикнува Заев, му велат: ти продолжи вака, ние си продолжиме со нашето, ќе правиме патишта, ќе зголемуваме пензии, ќе зголемуваме плати, социјални трансфери и така натаму. Знаете, доколку се ставите во ситуација да се правдате за нешто што не сте го сториле, тогаш вие соучествувате во својата вина, собствена вина. Да, продолжи, зборувај, режирај, креирај, монтирај. Сега се сетив буквално од ВМРО ДПМН порача продолжи со своите естрадно фестивалски настани. Така почнали да налекуваат, ќе ве молам. Ја очекував таа бомба да ја фрли Заев во универзална сала, пред гона се и изреѓа Шекеринска, Пендаровски, не знам кој уште треба уште целиот естаблишмент кој што им е тука у првиот ред кој што седи да кажат по нешто. Не оди тоа така. Ја бар мислам, не знам, може би грешам. Не се така добива изборите. Нека си прават они што сакат, ама народот тоа го разбира и го сваќа. Не можат они на таков начин да му парираат на една влада која што од другата, од противната страна сече ленти. Да, они се смее и за тоа сечење на ленти. Да. Ги сечеме лентите за да ве увериме, односно да ве подсетиме што се прави и што сме ветиле. Вам тоа ви смета, ама така е, точно е. И регионален пат, и регионален, и локален пат, ама го направило ВМРО ДПМН, го направила владата, тоа го ветила во својата програма. Значи, долгот према граѓаните е исполнет на некој начин. И уште ќе се исполнува и се така натаму. Вие правите концерти, естрадни приредби и така натаму, учествувате како што сакате во таа лакрдија, а ние ќе правиме фабрики, ќе правиме патишта, ќе правиме железница, ќе купуваме автобуси, ќе помагаме на пензионерите, ќе зголемуваме плати во администрацијата, ќе го подигаме повисоко ниво степенот на образованието на нашите граѓани. Зошто тоа го правиме? За да бидеме што поконкурентни. За да сето тоа повторно се врати на Република Македонија. Они мислат тоа се промашени инвестиции, тоа се фрлени пари. Или нечии хирови, задоволување на нечии хирови. Не, сето тоа си има свое. Ова е сериозна влада, имаме сериозни луѓе кои што ја водат и нека продолжи само така. Ја мислам дека Македонија многу брзо ќе си дојде се на своето место, па дури како и она што реков, и приемот во НАТО алијансата и во Европската унија, затоа што и безидејноста више што да се прави 9 или 10 препорака да се почнат преговорите со Република Македонија, самиот показател дека некои недоследности се ги протежираат токму оно што ги е формирал таа Европска унија. А тоа се водичките сили Германија, Франција, Англија во Европската унија. Господин Пачков, имам уште 3 минути за крај, мислам, логичното прашање. За ДОИ и за ДП е прифатливо евентуално странско посредништво за излез од оваа наметната ситуација. Премиерот Груевски во една прилика рече слободно може да дојдат не еден, туку 11 странски експерти да гледаат што се случува. Вистината е таа. Сметате ли дека можеме сами да ги решиме проблемите или ќе бидеме принудени да бараме или да прифатиме помош од надвор, што пак сега ако историски се навратам, никогаш нешто добро не е донел. Во некои минати времења, и не толку минати. И минати и овие скори, ако може така да се каже, нивното мешање се изроди, знаете, и со оној конфликт во 2001 година, хајде сега да не потенцирам, не сакам да ги иритирам ни албанската популација, ниту па етничките останати групи и така натаму. Јас размислам како граѓанин на Република Македонија и изборувам она што е најисправно во дадениот момент. А дали тоа некој ќе го прифати или не, тоа искрено да ви кажам, ќе ми значи многу ако сме на иста бранова должина на размислување со повеќето македонци и попат преку парламент, донесување закони, преку парламентарниот, преку извршната власт, сето тоа го реализираме. Доаѓањето на странците во дадениот момент е непотребен. Зошто? Затоа што имаме своји капацитети, имаме своји институции, располагаме со доволно ниво интелект, господари сме на самите на своето,
сами можеме да си ги решиме овие проблеми. Кој мисли дека ќе доведе од страна наблюдувач или тој кој што сигурно нема само да наблюдува, току ќе се вмеша во тие работи, да ти ја реши работата полезно за тебе или за спортивната страна? Не. Секоја помош има свој бенефит, свој чар. Тие не ти доаѓаат џабе. Они може да дојдат како посматрачи на избори, па да видат и да си го кажат своето мисли. Ама ова не се избори. Овдека во ова работа се две противставени страни од еден етникум. Македонците се во прашање и едната и друга. Често пати во своите напори, гледам и Груевски, гледам и по другите политичари и така натаму, повикуваат на некое македонско обединување и така натаму. Секогаш ще разделувало тоа обединување. Прашате дали ДУИ и ДПА, они се да се донесе од странец, од повеќе аспекти. Не сакам да ги кажам тие кои што ним најповеќе би можело да им идат во корист, не сум сигурен. Но у некој начин и тие немаат доверба помеѓу нас самите, а тоа е тоа што ме нервира. Тоа е тоа што ме понижува на некој си начин. Зошто? На ваков начин се зголемуваат апетитите на некои етникуми кои што барат да биде нивен премиер или премиер од нивниот етникум, да биде нивен председател утре. Немам ништо против кога една Америка Нека биде председател, меѓутоа избран на избори. Како една Америка која што има црнец или афроамериканец за председател, избран на легитимни избори така натаму, ќе се створат услови еден ден и во Македонија тоа да биде. И ние од тоа не може да бегаме. Во дадениот момент тоа само ќе биде ставање на огин, масло на огин. Затоа велам, некому тоа му одговара, но јас сум сигурен, што имам многу голем број на албанци и колеги од бившиот состав во парламентот и пријатели со кои што дискутираме за оваа проблематика. И тоа многу фино. Без некој да не обструира, без некој да не прислушкува, без ова она, и имаме многу убави идеи. И албанците не смееме да ги маргинализираме дека тие не се за соживот. И има луѓе кои што сакаат мир во оваа држава. Луѓе кои што сакаат бизнисот да ги поврзуваат, да заработуваат, да се мешаат култури. Знаете, живееме на едно парче, така сме го наследиле, во кое што има многу националности, дај да го одржиме, да го оставиме на нашите синови, на нашите ќерки, на нашите внуци, за да тие тоа го направат така натаму, Македонија доста и беше одделење. Вака на овој начин, кога сте вие од сите страни заобиколени со апетити, и тоа за наши сваќања нереални апетити, ама тие си имаат своји дури и историски постановки дека тоа е така. Грција не ти ја признава, името не ти го признава и така натаму. Бугарија не ти го признава јазикот. Србија не ти ја признава црквата. За албанците, да не кажам крупен збор и така натаму, желба на некои ладни умови таму да направат голема Албанија или оцепување на делот затоа што некој во минатото тоа им го вети. Видите, ние сме премногу, како да кажам, ранливи од сите страни, да на некој си начин мораме да биме предпазливи во потезите што ги правиме, да правиме длабоки анализи што ќе се случи и како ќе се случи, за да тоа не биде погубително за нас. Затоа и го разбирам и премиерот, и не само премиерот, и јавното обвинителство, правосудството во Република Македонија, што не брзаат со донесување на одлуки и решенија за случајот пуч. Видите, почна се разводнува работата полека. Многу работи. Заед треба да одговори на многу прашања. Прво да каже од каде му се тие нелегитимно собрани прислушкувања, кој тоа го работи, а за мене и за тебе, Лазар, најбитно ќе биде кој е тој странски фактор кој што учествувал во тоа нешто. Се сеќаваш Заев кога рече амбасадор и премиер на која држава? Дали ќе има протерување или протестна нота до таа странска држава? Дали како ќе се одвиваат работите? Не. Суштината да ја видиме на видело. Тогаш македонскиот народ ќе каже: луѓе, доста ни беа вакви сценарија темни од минатото, дајте да одиме напред. Тогаш ќе се смири ситуацијата и мислам дека ќе имаме еден многу благопријатен период.
на ваков начин, со вакви подбуцнувачи кои што од дрвото не ја гледат шумата, позади не може во дадениот момент да се дискутира. Додека не се оладат главите, така ќе биде. Доктор Пачков, значи една е сигурно, странците не знаеме дали ќе ги видиме, меѓутоа овој случај ќе има правна и политичка разврска, политичка преку избори, кога и да бидат, вие верите редовни, а правната преку надлежните институции во Македонија. Уште еднаш ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас и се надевам дека следната емисија ќе биде во фокусот на бомбите на Заев. Не би ги нарекол бомби, но во секој случај, како и да се викаат, може да бидат погибителни. Од повеќе разлози, не од она што ќе експлодира, тие исчадија, само и така. Почитувани, ја следевте емисијата за македонските работи. Јас сум Лазар Темелков, уредник и водител. Главен и одговорен уредник Дејан Андоновиќ. Продукцијата е на Радио Слободна Македонија. Денеска е недела, 15 март 2015 година. Ви посакувам пријатна попладне.